Оваа брана годишно ќе собира 22 милиони кубни метра вода за 80.000 еквивалент жители и ќе придонесе за навремено и квалитетно снабдување со вода на 1/3 од земјоделските површини во Кочанско. А преку 2 мали хидроцентрали ќе се произведува и електрична енергија. Вредноста на инвестицијата е 30 милиони евра. Идејата за оваа огромна брана датира од 60-тите години на минатиот век. Патот го изгради веќе Министерството за земјоделие, а висината на самата брана ќе биде поголема од 80 метри. Покажавме на дело дека и во вонредни услови, со целосно почитување на препораките за заштита, продолжуваат интензивно градежните работи за изградба на значајни инфраструктурни проекти. Се поврзуваме и внатре во нашата земја, но и со соседите. Се градат 260 км автопатишта, 300 км експресни патишта, 950 км локални патишта. Се рехабилитираат над 1500 км постојни патни правци. 3 од вкупно 4 експресни патишта кои што во моментот се градат се токму во истокот. Тие го поврзуваат истокот и со Скопје, но и со останатите региони. Пуштен е во употреба автопатот Миладиновци-Штип, а од Штип до Радовиш и од Штип до Кочани се градат модерни експресни патишта кои го поврзуваат овој исток со Скопје и со останатите региони. Денеска, овде и во Пекчево, граѓаните се сведоци дека регионалните патни правци се реконструираат после неколку децении.